Верувам дека уште од рано изутрина сте заедно со нас од 6:45 па се досега. Ние во студиото имаме одлични гости. Уште еднаш да се ги поздравиме во овој дел. Веднаш до мене Саша Татарчевски, на средина Горан Герасимовски и Саша Јаневски. Дали ви добро досега? Дали се чувствувате убаво од оваа страна кога создаваме содржина за граѓаните, градоначалник? И убаво и опуштено. Ме радува. Во овој дел сакам да започнам со нешто што ни е многу битно, со училиштата и воведување на униформи во истите. Од каде оваа иницијатива потекне и како минува особено кај родителите? Све што правиме како општина во дел на проекти за интерес на граѓаните, правиме по барање на граѓаните. Имаме буџетски форуми каде што граѓаните се произнесуваат за нивните потреби, идеи, а ние како општина, како тим на луѓе и сектори бараме начин и можност да по потребите на граѓаните истите барања ги преточуваме во проекти преку програми и буџетски средства. Токму за овој проект, за самите униформи, направивме истражување на анкета меѓу родителите за да видиме дали се согласни да нашите ученици од прво до 9 оделение во сите 8 основни училишта бидат со нови и исти униформи, се со цел да покажеме дека сите деца се исти, дека нема класни разлики. Анкетата помина одлично. Барањето на родителите беше да ние како општина најдеме начин и можност да субвенционираме, и тоа го направивме преку новата програма и новиот буџет. Распределивме финансиски средства за оваа потреба и за нашите 4700 ученици во сите 8 училишта од прво до 9 оделение. Во моментов во тек е јавната набавка за самите униформи. Планираме да од септември сите наши ученици бидат со нови униформи. Тажно е дека ова ни е потребно за да нема класни разлики, за да мислам дека е потребна едукација кај родителите повеќе отколку кај дечињата, но за тоа во некое друго време. Како општина многу вложуваме во тој дел, во делот на едукација. Имавме одличен проект и со Мак Петрол во делот на булингот, каде што имаше обуки и за дечиња, за родители. Бараме начин да оној булинг, она врсничко насилство го намалиме и минимизираме. Дополнително осетивме булинг и во тој дел, во начинот на облекување, па еве да речам и кај мене дома, кај моите деца, да некои од нивните соученици ги навредуваат во делот носиш фейк патеки, фейк јакна и така натаму. И затоа најдовме начин и обезбедивме финансиски средства и од септември сите дечиња ќе имаат нови дуксери, нови маички, нови блузони кои што ќе бидат обезбедени од буџетските средства на општина. Секоја честа дека правите добри и позитивни дела, се и делата кои што ќе ги видиме низ видео. Акција Дворови, односно засадување на зеленило на територија на општина Центар, кој како ни достига да го погледнеме преку видео. Постојано зборуваме за здрава животна средина, но некако во Центар постојано си имаме проблем со отпадот. Па еве Саша и професоре, колку сметате дека тоа потекнува од нас како луѓе? Ѓубрето кое што го Само збор два за акциите. Секој од почнување на пролета, изминатите неколку години правиме акции редовни во сите 8 училишта, каде Кое училиште ќе го издвоите како најгласно и Ова беше од Коле Неделковски, каде што и учат и моите деца. Така. Но во сите 8 училишта организираме ваков тип на акции.
не само чистење, туку за зеленување, односно поседување на нови зелени садници, фарбање на клупи и целосно одржување на училиштата. Целта ни е да ја подигнеме свеста кај нашите најмали, од најмали нозе за нивната грижа за здравата животна средина. Поттикнувам да им направите меѓуучилишен надпревар за тоа кој најдобро ќе го уреди своето училиште, па така ќе бидат можеби поиницијативни младите да го направат тоа подобро. А кога самите ќе ги офарбаат клупите, можеби тогаш нема ни да ги оштетуваат. Имаме и такви надпревари кои што ги организираме и ги мотивираме децата да учествуваат во истите одлично праќаат. Одлично. Саша, колку сметате дека од родителите се потекнува од нас како луѓе пред се, за да имаме чиста средина, за да не се оставаат отпадоците секаде и секогаш? Колку сметате дека е потребна лична иницијатива? Еве, по еден настап, каде што завршувате некако, сите знаеме како се случува да изгледа она катче каде што сме биле. Па да, потекнува дефинитивно од нас. Како луѓе. Да, како луѓе, секогаш мораме да бидеме ние прво свесни за самите постапки, иако ние живееме во општество каде што секогаш се гледа другиот што прави, никогаш не ние. Меѓутоа, јас сметам дека тоа што јас го правам ја покажува мојата личност, а не општеството во кое што јас живеам. Тоа што го правам за себе си пред се, па после за сите останат. И за да бидеме добар пример за нешто, мораме ние да бидеме први тие што ќе се промениме самите себе, што ќе ги правиме работите, промените. Професоре? Да, секако, да се надоврзам на мојот именјак. Многу зависи секако од домашното воспитание, првенствено, меѓутоа и од системот на едукација. Бидејќи сте во системот на едукација, не достига ли кај младите домашно воспитување? Да, многу. Мислам дека тоа е еден од главните фактори на многу од проблемите кои што ги имаме и ни се случуваат со секојдневното живење. Знаете како, најважно од се е да сватиме и да ги научиме младите луѓе дека не е будала оној кој што прави добро, односно оној кој што фрла ѓубре, се да бидеме така наедноставни, фрла ѓубре кај што треба, кој што не остава зад себе ѓубре, а дека е шизик оној кој што тоа го прави. Обратно е. Треба да сватат младите луѓе дека е обратно и дека сите треба да се чувствуваме и да бидеме одговорни за средината во која што живееме. И тоа после, знаете како тоа основно едно ниво на култура и образование се пренесува во сите односи во општеството. И во сите сфери на општеството. И во сите сфери. И тоа е едноставно од мали нозе треба да се навикнуваат и да се учат младите луѓе дека тоа што некој не се однесува според нормите на, ајде да кажеме, културно однесување, не го прави да биде шизик и да биде, не знам, професор, многу скопски ни е терминот. Па битолскиот е понезгоден, затоа не го користам. Како на битолски ќе се каже? Не, мислам да. Тоа само на битолска телевизија. Во друга прилика. Во друга прилика и на друго место. Ти овде инаку ќе звучи во оваа телевизија. Имате интересни дијалектите се богатство на Македонија, но ајде, настрана шегата, да продолжиме со фотографиите. Ке почнеме со вашите фотографии од професорот Саша Татарчевски, за кој што ќе му направиме еден времеплов и слика на тоа за што зборувавме многу во првиот дел. Професорот Татарчевски, слободно коментирајте ги фотографиите и она што го гледаме на екранот. Добро, јас освен со наши ансамбли работам и со странски други. Ова е во Приштина со хорот на филхармонијата Косовска. Еве, таа слика прва сте ја избрале. Не знам, еве, ако оди некоја друга слика, така, следна фотографија, да коментирам. Ова е од некој настан со Македонска филхармонија и Каролина, ако не се лажам. Ова е, ова е од пред Борис Трајковски. Таму имаше огромна сцена. За жал мораме пред во градски парк, сега што немаме катче и сала која што. Па еве, ова е Македонската филхармонија, навистина. Ова е нешто што сме срекни да имаме еден таков прекрасен објект. Акустично, визуелно? Визуелно, како услови за работа, акустиката во големата сала не е лоша, меѓутоа зависи сепак кај се седи. Малата сала е навистина многу добра акустички.
Но во секој случај извонреден простор во кој што може што не да се достигаше. ни недостигаше во секој Така. случај. И сите светски уметници кои што доаѓаат се воодушевени од условите и од како тоа се изгледа. Така. Исто ова е со Македонската филхармонија на некои од редовните концерти. Ова е со Македонска филхармонија, Факултетот за музичка уметност и професионалниот хор Проарс. Тоа беше еден поголем ансамбл, изведувавме од Бетовен една клавирска фантазија со мојата колешка Нина Костојаневска. Дури и на проба звучи импозантно, а во оваа сала навистина е... Ова е една многу позната светска пианистка, Еол Јеумсон се вика, од Кореја. Концертира во сите можни најпознати сали со сите најпознати диригенти и оркестри. Имавме чест да имаме и кај нас. Во Македонија. Да, и навистина извонредна соработка имавме. Ова е еден наш извонреден млад уметник Бојан Илковски, со него имавме исто така го свиревме еден од најтешките концерти за изведба на виолина од Паганини. Исто така еден од најнезгодните за пратење, за диригент еден од најнезгодните. И можам да кажам дека извонредно испадна тоа на концерт. Ова е сегашниот состав на хорот Драган Шуклевски при Факултетот за музичка уметност и тој е расадник на млади хорски уметници кои што после и на тоа можеби сум горд што создадов веќе еден голем број на хорски уметници кои што сега хорот на операта го прават да биде навистина добар извонреден и колешките кои што таму работат можат едноставно да се фокусираат на својата работа бидејќи добиваат комплетно подготвени пеачи. Ова е од концерт во Света Софија. Мислам дека исто факултетскиот хор Драган Шуклевски. На Охридско лето. Секако. Не ни очекува да споделите на друг настап. Ќе имаме и сега во сабота со факултетскиот хор точно во Света Софија настап, така да често сме таму по повод празникот за Свети Кирил и Методи 24 мај. Одлично. Ова е на еден извонреден хорски фестивал, еден од најголемите во Европа, универзитетски, во Познањ, Полска, прекрасна сала. Така изгледа. Единствена сала за која што сум посакал да ја откорнам и да ја донесам тука некако ако е можно, да. И визуелно, меѓутоа и акустички за вокална музика неверојатен простор. Многу успешни настапи сме имале и во таа сала, бидејќи сум биден неколку пати таму со различни ансамбли. Ова е од прослава точно за Свети Кирил и Методи, нешто што ќе го чествуваме така овој викенд. Во јубилејни години прави поголеми концерти и секогаш Факултетот за музичка уметност е тој кој што е ангажиран. Ова е симфонискиот оркестар и хорот на Факултетот за музичка уметност. Ме радува што оваа година ќе бидете во Луката, во Охрид, така да. Ова е од последниот успех, така да кажеме, со камерниот оркестар солисти на ФМУ. Точно сликата од Братислава, каде што освоивме Гран При и прва награда во нашата категорија на меѓународен надпревар. И тоа се студенти од гудачките класи на Факултетот за музичка уметност. Денес со нив и со хорот на Факултетот за музичка уметност имаме концерт во Штип. Ме радува. Не знам. На која локација во Штип? Во Штип, во Центарот за култура Ацо Шопов, во галеријата. Одлично, сите штипјани кои што не гледаат, може би вечерва да ве посетат. Ги поканувам во 19 часот. Така. Добре дојдени ќе бидат. Ова е исто така од некој наш настап за 6 декември, тоа е патрониот празник, денот на Факултетот за музичка уметност, кога се доделуваат дипломите и секогаш правиме концерт во чест на тоа. Ова е од последниот концерт во Македонската филхармонија. Ова е исто од Братислава, овај концерт се случуваше во
Примасијал Палас, ја викаат, значи таму кај што е градоначалникот на Братислава, имате извонредна сала. Различно е катчето на градоначалникот во Братислава од катчето на господинот А ова Герасимовски. се вика сала на огледалата, Така така е, ја викаат, така. и навистина е многу инспиративен и убав простор. Со оваа фотографија ќе ги затвориме вашите фотографии. Ова верувам дека ансамблот кој што ве направи горди и со кој ја освоивте наградата, за која што отвоивме и повеќе време и простор во Здраво Македонија, и ве поканувам лично да ни се обраќате за сите нешта кои ги правите. Ве вечерва сте во Штип, во викендот сте на чествување на нешто што за Македонија и за македонците значи, е во луката на Охрид, така да има многу работи за кои што можеби македонската јавност не е запознаена, треба и наша задача како медиум е да ја запознаеме со истото. Господине Татарчевски, ви благодарам многу за фотографиите, а сега да ги погледнеме од другиот Саша фотографиите, кои што верувам дека ќе бидат симпатични за коментирање и споделување. Саша Јаневски, она што го споделивме и низ видео, фотографија од 25 години. Ќе правиме ли нов јубилеј? Па, здравје, да сме здрави и живи. Планирано е 30 да биде следно обележување. Така, имате ли веќе некоја идеја, локација, или ќе ве остане истата? Да најавиме Добрениево да излезе побрзо. Што сега да го сме? Уште од сега да го спремиме. Па према некои планови, ако се движиме према старите јубилеи, треба да биде, ако не се лажам, 12 септември 2028. 2028. Да. Имаме уште 2 години пред нас, така да ви остане насмевката на лице из годините кои се пред вас, така да... Ево е од предходниот јубилеј, Е 20. од 20-та. Да, Не, фотографијата се ваши пријатели, верувам. да, ова е собственикот на ресторан Чардак со сопругата. Значи, мои другари со кои што беа цело време околу мене додека се организира и едниот и другиот. Да, ова е од Позадината првиот. е иста, господинот Крстев ја дружи на сите концерти. Ние сме долги години соработници, заедно работиме и сега настапуваме заедно, не е дека е само за јубилеот, иако на јубилеот оркестарот беше проширен со мои блиски пријатели, кои што ми се цел живот тука. И така со кој што можеш да функционираш и на сцената, не само во приватниот живот. Пријателите се тука и да помогнат некогаш и да одмогнат, но добро е кога помагаат. Па искрено, еве ако конкретно го земеме првиот концерт, имавме една таква проба каде што едноставно ништо не сакаше да тргне од рака, само 2 дена пред тој јубилеј. И меѓутоа тоа што ние се познаваме како карактери и оваква таква енергија се створи на бината, да тоа звучише феноменално и помина све во еден здив без никакви проблеми. Така. Ова е ваша последна фотографија, на постара фотографија што ја најдов на вашиот Facebook профил? Ова е фотографија од едно видео кое што го снимав, преработка на една узбекистанска народна песна која што е препеана и на бугарски, и на српски, и на се, меѓутоа за еден мој многу драг и близок пријател, кој што песната го опишува целиот негов живот и му е ради него ја научив. Мислам, песната за неговиот 40-ти роден ден. Интересно. Да. Песната ја снимив во помодерен, поразличен аранжман од тоа што е, затоа што целата визија и целото режирање на тој настан беше различен. За кога ќе се пушти песната првично на неговиот роден ден, да нема представа за што се случува. Значи песната почнува со слики од Киев, од Софија, од сите градови кај што он живеел. Така, интересно е што музиката и песната најчесто отсликуваат одредена нечија реалност и се приказна за нешто што реално ни се случува. Саша, ви благодарам што го раскажавме се ова, а со градоначалникот повеќе ќе се посветиме на сите оние повици кои во првиот дел ги споменавме, но сега и низ фотографии ќе ги разгледаме. Слободно коментирајте ни ги сите фотографии, господине Герасимовски, кои што ги имаме. Ова е, верувам дека најголемиот процент на жители кои што ги имаме повозрастни жители во општината, имаме одлична соработка, ги посетуваме често и пензионерските клубови каде што се дружат, социализираат, се игра шах,
се игра карти, се пие кафе, се разговара. Мислам дека и на самата Боемска улица има пензионерско. Да, таму им е издружението. Така. Соработката е на многу високо ниво, имаме доста проекти за пензионери, четврта година поред имаме и субвенционирање еднократна финансиска помош за нашите пензионери со пониски примања. Имаме доста повици во делот на Центар се грижи за највозрастните, каде што посетуваме 90 домаќинства. Така. Имаме преку Црвен крст хитно копче за повикување на службите на Црвен крст и пренесување и помагање на лица на кои што им е потребна здравствена помош. Голем број на проекти кои што заедно со нашите пензионери ги реализираме во текот на овие неколку години. Има доста години наназад субвенции за велосипеди. За велосипеди веќе Кога не можеме да го решиме паркингот, можеме да дадеме субвенција за. Од 2022 до сега имаме 376 субвенции за велосипеди, 47 субвенции за велосипеди и тротинети и она новост која воведовме по минатата година е тоа опрема за велосипеди. Се трошат ли, се барали повеќе од предвидениот буџет или обично до сега е задоволителен буџетот, ги исполнуваме скоро сите барања кои што се доставуваат до општина. Одлично. Ова е нешто што го видовме и низ видео. Да. Ова е Горан Стефановски, прославување на неговиот роден ден. Одличен настан кој што веќе го искомунициравме. И ова исто слика заедно со пензионерите за одредени настани. Обично кога ги посетуваме, гледате во рака да носам и шах и нешто што најмногу се дополнителна опрема која што им е потребна за нивна. Умеете ли да играте шах? Да, играме, наоѓаме време кога ги посетуваме и да се подружиме и изиграме некоја партија шах или табла заедно со. Знаат ли да бидат искрени и да ви кажат што им пречи, што сакаат да подобрат? Да, обично ги знаат сите проблеми на општината и доста често споделуваат и ни даваат предлози насоки што да подобруваме. Инаку се дружиме, оваа година имаат и барање, јас само иницијативно барам спонзорства за да ги пуштиме на еднодневно дружење. Оваа година договараме додат во Охрид. Одлично. Организираме неколку автобуси се со цел да имаат заедничка дружба и прошетка. Ова исто од Горан Стефановски, од последниот негов роден ден кој што прославувавме во Тевармал. Еве, ги споминавме униформите? Да, покрај униформите, веќе неколку години за секој прво одделенче обезбедуваме и ранци и училишни прибори. Одлично. Веќе трета, четврта година поред, а од оваа година, како што и нагласивме, ги воведуваме од септември и самите униформи за сите наши ученици од прво до 9 одделение. Ова е отварањето на нашата градинка, една од најубавите, најмодерните градинки не во територија на општина Центар, туку слободно можам да кажам на територија на целата држава. Градинката Пролет е една прекрасна градинка која што не достигаше во тој регион градинка, бидејќи е многу пораснато. Населба Пролет, Ново Мало, се населби кои што и се шират и има колку потреба. дечиња има, бидејќи листите за чекање се 9 занимални, 173 дечиња се капацитетите. Нашите градинки ги задоволуваат капацитетите за нашите дечиња и имаме можности за упис на дечиња кои што родители работат во општината, имаат потреба да нивните дечиња учат во рамките на нашата општина. Имаме најмодерни, најурбани градинки и искрено чест ми е да што вложуваме во иднината и и наставниот кадар е побитен од обликот. Слободно можам да кажам дека им симнувам капа на нашите воспитувачи за сето она што го прават изминатите години и ги подобруваат условите за ова е верувам интериерот на самата градинка? Ова е да, ова е внатре во самата градинка Пролет. Ја отворивме пред неколку недели, веќе се упишани дечиња и капацитетите ги кажавме. Една од најубавите градинки која што ќе ни биде пример и поттик да инвестираме и вложуваме во што поубави, помодерни градинки, но како што кажавте, инвестираме и вложуваме во персоналот кој што се грижи за нашите најмали. Така. Се јасли. Ова навистина одлично изгледа. Секоја чест.
ова треба да биде во секоја општина и ова треба да биде репер за како треба да изгледа. Изминатите 3 години, 3,5 години ги имаме реконструирано скоро сите градинки, слободно можам да кажам дека имаме подобри услови од приватните градинки. Секоја чест. Да, ова е еден од најголемите капитални проекти изминатите години. Но сепак детството се сведува на трета доба, нешто што сите се раѓаме, растеме, живееме. Тоа што го споменавме, веќе трета година, ова ќе биде четврта година како ги субвенционираме нашите пензионери со пониски пензии, така и ќе продолжиме во наредниот период и да не ги набројуваме, веќе ги кажавме проектите кои што се треба ли да се обратат лицата од трета доба некаде за да ја користат субвенцијата? Како оди? Да, многу едноставно се поднесуваат документите кај нас во архива, соработката со пензионерските клубови и пензионерите на високо ниво, дополнително им даваме и нив информации за да и преку пензионерските клубови ги информираат за сите оние проекти кои што ги правиме во интерес на нашите пензионери. Имаме бесплатни стоматолошки прегледи, бараат и друг тип на прегледи со кои што јас преговарам со одредени болници за да им ги пружиме како можност на нашите пензионери. Имаме бесплатен превоз на возрастни лица кои што се добро, тука се автобуските линии, но сепак. Заедно со Црвениот крст имаме одлични проекти кои што заедно ги спроведуваме. Ова е сестрата на Горан Стефановски, беше дојдена, имавме една кафе дружба, ја промовиравме и нејзината книга, која беше сајм на книга пред неколку недели. Ни раскажа што тоа се случува во Англија, каде што и живее. Учествувала и на локалните избори, каде што со зелените партии и она земала учество, така да поразговаравме и за политика, и за култура. Што ве научи најмногу од политика? Која е убава мислата вие сподели? Бидејќи политиката во Англија и во Македонија е Она што и ние го правиме и планираме да го правиме, што почести средби со граѓаните. Тетате средби каде што ќе им се обратиме, ги слушаме и реализираме тоа што го бараат. Дали граѓаните се слушаат само до избори, а по избори се забораваат тоа што се ветува? Искрено не, поради тоа што ние покрај буџетските форуми редовно правиме анкети во сите урбани заедници за да ги слушаме нивните барања и потреби во сите 17 урбани заедници кои што се на територија на општината, за да во секое мало знаеме кои се потребите. И последниот повик кој што го имате е повик за мини мурали и графити. Да не се диви, да не се шара било каде. Токму така, истиот трае до крајот на неделата. Целта ни е да ги пресликаме метрополите и она живост на фасадите која што ја имаме во сите европски метрополи, да го пресликаме и кај нас во општина Центар. Имаме доста мурали. Го направивте тоа на аголот со Александар Џамбазов, каде што изгледа извонредно. Настан по повод за маестро Џамбазов, каде што насликавме одличен мурал и заедно со Златни се Славејчиња имавме еден одличен настан на кој што ни се приклучи Игор Џамбазов. Во текот на наредните години ќе го продолжиме истиот настан, нешто слично како што правиме и за Горан Стефановски. Така. Тука јавно ќе ви се заблагодарам на сите. Градоначалник и натаму украсувајте општината во која сите кои што доаѓаат во Скопје минуваат и заминуваат. Сепак центарот на градот е печатот за главниот град кој што треба секогаш да изгледа достоинствено, како што треба да изгледа и нашата цела. Правиме се за да центарот биде слика на целиот град. Така е. А Сашо и Саша, останете и натаму успешни во она што го работите, оставете печат во она што треба да го оставите во македонското општество, бидејќи музиката не обединува сите. Од која политичка партија, позиција, опозиција да доаѓаме и да одиме или се заминуваме. Вам не треба да ви интересира политиката, бидејќи и сите нас граѓаните треба да не интересира само музиката. Саша, ви благодарам за новиот видеозапис со кој ќе го затвориме ова утринско издание и ви посакувам уште многу убави и успешни дела. А на вам ви натаму ви посакувам да останете заедно со Канал 5 и Здраво Македонија. Не менувајте го каналот, бидејќи натаму остануваме доволно забавни и интересни.